Председателот на државата Стево Пендаровски без реакција за тоа што власта го крши договорот за избори на 12 април што падна во Вила Водно. По последните ултиматуми на владините функционериоти без донесување на реформските закони ќе нема предвремени избори. Од кабинетот на Пендаровски за Алфа велат дека засега ќе се воздржат од коментар, оти расправата во собранието продолжувала. Ултимативниот услов до пратениците го стави и техничкиот премиер Оливер Спасовски. Вели законот за јавно обвинителство морал да добие зелено светло пред да биде распуштен парламентот. Ние мора прво да ги донесеме законите кои што се исклучително важни за еднината на оваа држава и после тоа да одиме на избори. И партискиот генсек Љупчо Николовски на иста линија. Преку објава на социјалните мрежи се закани со можно ново парламентарно мнозинство доколку се кочат законите. За лидерот на СДСМ Зоран Заев пораката на Николовски била во насока да престанат игрите кои што се играат во парламентот. Сериозноста на пораката од генералниот секретар беше, како што јас ја сватив, ја свативме и сите, да престанат игрите кои што се играат во парламентот. За државата наша се работи. Коалицијскиот партнер дуи пак со целосна поддршка за реформските закони, но очекуваат тие да го минат собранискиот филтер, а парламентот да се распушти внедела. Јас сум убеден дека ова собрање има капацитет да работи деноноќно до 16 февруари и да ги усвои сите тие закони кои што се очекуваат. Лидерот на опозицијата со оптимистички прогнози избори на 12 април ќе има и без носење на закони чија цел е амнестија на највисокото раководство од власта. Не би сакал да верувам дека се подготвени да држат државата заложник за лични и партиски интереси и да предизвикаат нова политичка криза, како што впрочем тоа се случува овие 5 години, дека сепак ќе се охрабрат и ќе излеземе заедно на избори на 12 април. Датумот за одржување на предвремените парламентарни избори беше договорен на 20 октомври на лидерска средба во Вила Водно. Тогаш ниту една од политичките партии намаса не постави услови за одржување на изборите на 12 април.